Понекогаш човекот не заработува помалку затоа што неговиот труд не вреди доволно. Понекогаш заработува помалку едноставно затоа што премногу долго се согласувал на помалку. Помалку пари, помалку признанија, помалку почет, помалку вистински можности, помалку отколку што реално заслужува неговиот труд. И најинтересно од се е што ова потценување не започнува со некој друг. Тоа започнува со една наизглед тивка реченица во твојата сопствена глава. Ворете и оваа плата за почеток. Ворете да направам уште малку повеќе. Ворете да почекам подобар момент. Ворете да помогнам и овој пат бесплатно. Ворете, само да нема конфликт и кавга. И ти си личност која сака мир. Не поднесуваш расправи, не сакаш тензии и панично се плашиш некој да не биде луд или разочаран од тебе. И токму затоа постојано попушташ. И тука запрашај се, колку точно те чини твојата постојана потреба сите околу тебе да бидат задоволни. И не мери го тоа само во пари. Измери го во изгубено време, во потрошена енергија, во пропуштени големи можности, во скршена самодоверба, измери го во иднината, која си способен да ја изградиш, но свесно ја одлучуваш за да не му сгрешиш на некој друг. И понекогаш најдлабокиот проблем со парите воопшто не е во самите пари. Проблемот е во тоа што длабоко во себе веруваме дека мораме постојано да бидеме сакани од сите, за да бидеме безбедни. И токму затоа велиш да со устата, кога целата твоја душа сака да каже не. Прифаќаш помалку пари, само за да не разочараш некого. Работиш со часови повеќе, за да не изгледаш себично во тугите очи. Го плаќаш туѓото кафе, помагаш, поздравуваш, постојано попушташ и потоа во шок се прашуваш, а каде ми отида сите пари? Но наместо тоа, денес е време да се запрашаш нешто поважно. Каде отиде мојата лична граница? Затоа што твоето јасно поставување на финансиски граници е исто толку важно, колку што е важен и самиот финансиски план за твојата иднина. Не е твоја должност да ги спасуваш сите околу тебе, ако со тоа самиот себе свесно се туркаш во тежок финансиски проблем. Помагањето на луѓето е прекрасна работа, но секое помагање кое тебе те уништува финансиски и те остава без денар во џебот, на крајот од денот не е никаква помош. Затоа денес сакам храбро да погледнеш на твојата финансиска ситуација без никаков страв во очите. И без чувство на лажна вина, без глупаво споредување со туѓите животи. Погледни се себе си сосема искрено и запрашај се. Каде заработувам помалку, отколку што реално вреди мојот труд? Каде несебично давам многу повеќе, отколку што добивам за возврат? Каде кукавички велам да, само затоа што се плашам од туѓата реакција? И каде можам уште денес да поставам многу подобра граница? Затоа што твојот финансиски живот нема да се промени одеднаш преку паѓање на некаква огромна сума пари од небото. Тој се менува преку начинот на кој ти секојдневно, свесно и одлучно ги носиш малите одлуки. И верувај ми, на крајот најголемата промена нема да биде во тоа колку точно пари имаш на твојата сметка. Најголемата победа ќе биде во тоа што конечно точно знаеш кој си, колку вредиш и што правиш со тие пари. И кога конечно ќе престанеш да се потценуваш, твојата комплетна финансиска слика почнува драстично да се менува. Затоа денес со оваа анализа не сакам само да направам да се чувствуваш привремено добро. Сакам да те натерам да почнеш да действуваш и да размислуваш на сосема поинаков начин. Бидејќи можеби ти си на истата работа со години. Крваво работиш, максимално си одговорен, доаѓаш прв на време, ти завршуваш без грешка сите задачи и постојано со насмевка им помагаш на колегите. Но твојата плата со години тврдоглаво стои во едно исто место
И секоја нова година во очи си велиш: ајде ќе почекам уште малку, работите сигурно ќе се подобрат. А ако се препознаваш во ова, тогаш е време да престанеш пасивно да чекаш чудо. И исто така, има уште една исклучително важна работа која сакам да ја запомниш. Никогаш не дозволувај стравото од губење на нешто старо да те спречи да го добиеш она што е многу подобро за тебе. Понекогаш во паника се држиме за едниста работа, само затоа што премногу се плашиме од она што доаѓа после. Грчевито се држиме за лош клиент, се држиме за пропаднат договор, се држиме за токсично партнерство, се држиме за нешто што одамна престанало да ни носи било каква вистинска вредност во животот, само затоа што ни е добро познато. Но запомни, познатото не значи секогаш сигурно. И ефтиното не значи секогаш исплатливо. И затоа престани пасивно да чекаш некаква голема промена од небото. Гради ја твојата мала промена секој Божи ден, секој месец, со секој нов договор, со секоја свесна одлука. И еден ден, кога ќе погледнеш назад, со насмевка ќе сватиш: твојот успех не беше една среќна прилика. Беше резултат на стотици мали, но правилни одлуки. И за крај запомни нешто многу мокно. Не мора да бидеш најгласната, ниту најнападната личност во просторијата за да заработуваш повеќе. Не мора да се фалиш пред никого, не мора со сила да се надпреваруваш. Не мора со мака да го убедуваш светот дека си најдобар. Твојата тивка самодоверба е твоето најмокно оружје на пазарот. И парите, што толку долго ги чекаш, нема да дојдат во твојот живот преку некоја магична врата. Тие доаѓаат преку оној тежок разговор кој со месеци го отложуваш. Преку цената што се уште се плашиш да ја соопштиш гласно. Преку лошата работа што одамна требаше да ја напуштиш. Преку вештината која мрзели во одбиваш да ја научиш. Преку границата што мораш да ја поставиш и преку она силно не кое што никогаш во животот си немала храброст да го кажеш. И затоа денес, мојата цел не е само привремено да ти кажам: не грижи се, ќе имаш повеќе пари. И сакам да ти го подарам најкорисниот совет. Стани личност, која точно знае како да создаде, како да задржи и како да заштеди повеќе пари во својот живот. Тоа е сосема поинаква и многу помокна внатрешна сила. Затоа што ако утре наеднаш добиеш огромна сума на пари, а се уште не знаеш стратешки што да правиш со нив, верувај ми, старите проблеми со брзина на светлината повторно ќе ти се вратат на прагот. Но ако еднаш за секогаш научиш како паметно да создаваш нов приход, како да преговараш за твоите услови, како свесно да штедиш, како цврсто да поставуваш граници на луѓето околу себе, како континуирано да вложуваш во сопственото знаење и како да престанеш расфрлано да трошиш само за да им докажеш лажен статус на другите, тогаш ти повеќе воопшто не зависиш од една среќна прилика. Ти градиш лична способност, а способноста останува за секогаш со тебе, каде и да одиш. И затоа, на самиот крај од оваа анализа, сакам да те оставам со една голема вистина. Ти не мораш од никого да бараш дозвола или потврда дека вредиш повеќе. И не мора сите слепо да се согласат со тебе. Не мора сите околу тебе да те разберат. Не мора секој човек на овој свет без приговор да ја прифати твојата нова цена. Не мора сите да изберат да работат со тебе. Биди подготвен дека некои луѓе едноставно ќе се заменат до твојот живот. И тоа е сосема во ред. Затоа што во секундата кога конечно ќе почнеш вистински да ја почитуваш сопствената вредност, ти веќе никогаш повеќе нема да се плашиш од ниту едно туѓо не. Ке знаеш со сигурност дека едно одбивање или едно не воопшто не значи дека ти немаш вредност. Тоа едноставно значи дека таа конкретна можност не била наменета за тебе. И мирно ќе продолжиш понатаму. Со многу повеќе јасност во умот, со стабилна самодоверба во градите. И со здрави граници околу тебе и со сосема подобар, позрел однос кон парите. И нека биде ова едно подсетување за тебе, дека веќе во животот нема да прифатиш помалку,
само затоа што никогаш си се плашил да побараш повеќе. И токму од таа твоја храбра одлука може да започне твое нешто сосема ново, поинакво и многу побогато финансиско поглавје за тебе. Ви благодарам. Доколку ви се допадна видеото, притиснете лайк, претплатете се на каналот и се слушаме во некој наредно видео. Поздрав!